Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос се роди. Истина се роди. Христос се роди. Истина се роди. Христос се роди. Истина се роди. Денеска, возлюбени браќа и сестри мои во Христа, новородениот во јаслите од верте под градот. Витлеемски. Светата црква Божја благословува да го славиме светиот архидиакон Стефан, првиот меѓу 7 дјакони на првата црква во Ерусалим. Дали друга црква освен таа пред тоа постоела? Ниту една. А дали после неа сите други постојат? Да. А што значи тоа? Дека таа, а не некоја друга или трета, име мајка црква на сите помесни православни цркви. А тој факт сите го премолчуваат, не без ретки исклучоци. И се уште се тркаат кој кому бил мајка. И од тука произлегуваат сите недоразбирања. Јасно е дека црквата Господња на Светата Педесетница е создадена во Ерусалим. Духот Свет слезе врз 12 апостоли Христови и ги произведе во први епископи на првата црква Христова. Вчера го славевме првиот епископ на првата црква во Ерусалим, Јаков апостол. И се е јасно, се оставали простор за недоумение, за кавги и расправи, таму каде што се е совршено чисто и јасно. Само година дена, откако Христос ја создаде својата црква во Ерусалим, се случи настанот што денеска го слави. Првиот човек во историјата на црквата кој што тргна по патот Христов и неговото страдание за спасение на сите луѓе и сиот свет го прифати како стил на живење и начин на постоење во Светата црква Божја. Денеска го славиме. Првиот маченик во крв Христа ради, Стефана архидиакона. Потекнува од древно ерусалимско семејство. Од семејство на необично даровити и образовани луѓе. На тоа семејство му припаѓа и светиот апостол Павле. Свети архидиакон Стефан и светиот апостол Павле биле брачеди. Со тоа што свети Стефан бил постар браче. Па кога се случил настанот, што денес го славиме, кој што од една страна е трагичен, а од друга свет и торжествен. Малечкиот Савле
стоеше на страната одбранителите на законот против љубовта и ги чуваше алиштата на својот братуче, кого што го убиваа со камења заради Христа Господ. Свети Стефан раководеше со касата на првата црква Господња, наменета за најстрадалните. Иако треба да се знае и да се каже дека првите христијани не располагале со приватна собственост. Влегувајќи во животот на Светата црква, се откажувале од секаква собственост, па и од своето антрополошко собство. Најголем доказ за тоа е светиот архидјакон Стефан. Свети Стефан, бидејќи потекнува од семејство, какво што кажавме, дека имал услови да се стекне со високо образование. Тој бил навистина по крв и по дух евреи, но по воспитание елин, бидејќи ги поминал највисоките училишта во тогашниот свет. Тој го завршил славниот музеум во Александрија, создаден од основателот на тој град, царот Александар Велики Македонски. Така да по тело и по дух бил евреин, ама судејќи му според ноетичкиот склон, според неговите умни способности или начинот на кој што го воспитал умот свој, класичен елин. Тој бил еден од оние евреи кој што веќе бил неспособен да го чита Стариот Завет на еврејски јазик, поради што во Александрија бил преведен Стариот Завет од еврејски на грчки јазик. Затоа на Свети Стефан воопшто не му било тешко да ја познае единствената вистинска и неделива вистина, содржана во личноста на Богочовекот Христос. За Свети Стефан вистината не е нешто, туку некој. И таа не може да се субјективизира, бидејќи една, рековме, и неделива, и доколку се допушти постоењето на уште некоја друга вистина, таа постои за да не приведе кон едната и неделива вистина, содржана во личноста на Богочовекот Христос, роден од утробата на Дјева, за која што вчера зборувавме, бидејќи вчера Светата Црква Божја ја славеше личноста на онаа што ни го роди Христа Спасителот. И кажавме дека надприродноста на раѓањето Христово од утробата на мајка си ја гледаме во тоа што неговата мајка беше дјева пред да го роди и остана дјева откако го роди својот син, воплотениот син на живиот Бог, единородниот од Отца, кој што прими природа човечка, во се изедначи со нас, освен во гревот и во смртта. И рековме дека личноста на Христа Богочовекот, односно на човекот во Богочовекот Христос,
останува вечен предизвик и критериум за сите луѓе, ни сите векови, од Адама до последниот во денот од сеопштото воскресение. Сите со него се мериме, нему му се уподобуваме, зашто совршениот лик на човекот, создаден од Бога, потенцијалниот богочовек според благодатта Божја, е човекот во богочовекот Христос. И ние сме повикани него да си го предпоставиме како цел на нашиот живот. А штом имате цел во вашиот живот, јасно е дека имате и смисла во вашиот живот. И така, браќа и сестри, на тој начин се лекуваме од најстрашната и планетарно распространетата болест. Од болеста на безсмислата. Од таа болест страдаат сите народи и сите раси, без оглед на тоа каде живеат. И на сите им е потребен серумот на безсмртноста за кој што зборуваше на 2 јануари славениот Свети Игнатий, епископ Антиохиски. Свети Стефан бестрашно го сведочеше тој и таквиот Христос. Со висок теолошки јазик и ретко видено познавање на Стариот Завет. И водејќи ја полемиката со еврејските теолози во Ерусалим, ги надвиши и ги посрами, го посрами нивното незнаење и нивното слепо врзување за законот, за кој што најдобро ќе зборува светиот тогаш малечкиот Савле, кој што ќе прерасне во Свети Павле. Не можејќи да го претрпат поразот, тие решија физички да го ликвидираат Свети Стефана. Ништо ново, браќа и сестри. Истото и денеска се случува и по не знам кој пат се повторува во историјата на светот и човекот. Тој метод на насилно натурање на лажни вистини, смислување на лажни и страшни, Богу мрски начини на потирање, на затирање на вистината Господња. Ништо ново. Свети Стефан тоа го знаеше. Надвор од зидините на стариот град Ерусалим беше изведен и каменуван, со камења, браќи и сестри, убиен. И додека го убива Свети Стефан, сведоци на тоа свирепо убиство, кое што го ја повлече линијата од патот што сите треба да го изодиме, за да му се приближиме на нашиот сакан Господ и Спасител Христос. Свети Стефан ја пролеа крвта своја и со неа ја плати љубовта своја кон Христа Господа. Тие што го убива му беа еднокрвни, исто тело носеа и иста крв течеше во нивните жили. И како што го убива Свети Стефан,
ги дигна очите свои спрема небото и небото се отвори. И тајната Господња во сета плирома му се откри, поради што имаше доблест и сила духовна, да се моли Господу за своите убици и да бара од Господа да не им го земе за зло убиството на младиот архиџакон од Ерусалим. Сведоци на ова убиство негово беа Пресветата Мајка Божја и светиот апостол и евангелист Јован, кој што од Христос ја доби задачата да ја чува Богомајката во својот собствен дом на Сион во Ерусалим. Најмили мои, ако сакаме да сме христијани, еве ни го патот. Да не се плашиме. Господ нема да ни стави товар што не можеме да го носиме. Не мора секој со крвта своја да ја плати љубовта, цената за љубовта кон Христа. Ама секој од нас може да биде маченик во совеста своја. А тоа значи никогаш да не се помири со ниту една лага представена за вистина. Туку секогаш цврсто да стои со Христа и да го исповеда Неговото свето име. Ние кои што го носиме Неговото име сме најодговорни да имаме такво поведение и да бидеме пример за сите други. Но може би тој пример отсуствува во животот на вашиот духовен отец и раководител, кој што има среќа да го носи името на светиот маченик Стефан. Бидејќи сум длабоко свесен за моето недостоинство, користам прилика да ве замолам сите вас да го правите тоа што и досега го правите, молитвено да се заземате за вашиот духовен пастир, за никогаш, ама никогаш да не ве посрамоти. Амин. Христос се роди. Вистина се роди.